Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани граѓани. На разгледување имаме предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Меѓутоа, иако овој така наречен јавно контроверзен закон во неколку наврати беше дискутиран јавно и беше повлечен за да се измени и надополни, измените и надополните не се ни од близко целосни. Па така, освен што имаме дупки и недостатоци во значењето на законските изрази, односно поимникот, оставаат простори одредени членови за дискусија, како членот 2, во кој што вели дека одговорност за навреда и клевета, односно одговорност за навреда, ќе има и во случај на омаловажувачко или понижувачко мислење. И така во целиот закон повторно се дискутира за мисловниот процес и за мислата и рестрикција на истата. Па би сакала своето мислење на оваа тема да го изразам пред сите вас. Да го изгубиме суверенитетот над нашите умови, значи да го изгубиме нашето достоинство, нашата демократија, па и нашето јас. Таквиот суверенитет се нарекува ментална автономија. Ова е специфична способност да се контролираат сопствените ментални функции кои вклучуваат внимание, меморија, планирање, рационална мисла и донесување одлуки. Според Месенџер 2013 година. Достоинство или презумпција дека некој е чии постапки, мисли и грижи се достојни за почит бидејќи тие се избрани, организирани и водени според Neufeld Council of Bioethics 2002. Бара ментална автономија. Демократиите во кои граѓаните ги избираат законите што ги обврзуваат, според Джонсон и Куретон во 2019 година, се можни само доколку граѓаните се ментално автономни, односно имаат право на мисла. Способноста да размислуваме слободно е толку суштинска за нашиот идентитет, што ако го прекршиме, значи целосно да не лишиме од личноста, според Халбург 2009 на страна 868. Затоа законот мора да ја штити менталната автономија. Меѓународното право за човекови права го прави ова преку правото на слобода на мислата, Новак во 1993 година. Во Соединетите Американски држави слободата на мисла е заштитена со закон за права, Блиц 2010 и Ричардс 2015. Ова се се цитати од различни трудови. Правото на слободна мисла формално станува и меѓународно право во 1976 година како дел од членот 18 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права. Денеска тој е главен дел од повеќето меѓународни договори за човекови права. Во Европа се наоѓа во член 9 од Европската конвенција за човекови права. Во Соединетите Американски држави, додека елементите на 4-тиот и 5-тиот амандман се однесуваат на слобода на мисла, првенствено е првиот амандман што подразбира дека ја штити мислата на поединецот од мешање на владата, Ричардс 2015 година. Американските судови експлицитно се повикуваат на првиот амандман и правото на слобода на мисла, и Врховниот суд на САД изјавува дека во срцето на првиот амандман е поимот дека поединецот треба да биде слободен да верува во што сака, апсолутно што сака. Одразувајќи ја фундаменталната важност на правото на слобода на мисла, му дава статус на апсолутно право. И членот 4.2 од овој закон го утврдува фундаменталниот карактер на ова право, што се рефлектира во фактот дека оваа одредба не може да се отстапува дури во време на јавна вонредна состојба. Во Соединетите Американски држави правото на слобода на мисла исто така блиско до апсолутното право како и секое друго кое што постои во уставите на државите, па и во нашиот устав. Во ова законско решение ние правиме рестрикција на мисловен процес. Ако постои некој предлог кој заповеда општа согласност помеѓу теоретичарите и практичарите во казненото право, според Бруднер 2009, тоа е дека судската казна не треба да се наметнува за мисла, на страна 108. Сепак во една смисла е вообичаено да се казнуваат мислите, очигледно. Познатата максима на кривичното право вели дека действително не го прави обвинетиот без виновен ум. Во оваа смисла секој кривично дело со услов на менсереа технички вклучува лицето да биде казнувано за мисли. Слично на тоа, во случај на криминал од омраза, од Кори 2000 тврди дека бидејќи овие закони се обидуваат да казнат одредени неприфатливи предрасудни мисли, по прецизни термини за овие закони се злосторства на мислата, на страна 469. Сепак не би било точно да се каже дека луѓето се казнуваат за само размислување во такви случаи, како што беше забележано во Соединетите Американски држави. Повеќето злосторства значи да се казнува само обична мисла, што значи дека фрагмент од злосторството е во тек, според исказ на Прај 98 година.
Американските судови изјавуваат дека стравот дека мислите сами по себе може да поттикнат акција не е доволен за да се спречи заштитено размислување. Во отсуство на било какви суштински чекори кон кривичното дело, законот во Соединетите Американски држави го признаве фундаменталниот уставен принцип дека мислите на една личност се не колку и да се невкусни за државата, за власта или за населението. Стефан против Пери 94. Од тука може да заклучиме дека на светско ниво, во овој цивилизиран свет, само мислата е заштитена. Апсолутно заштитена. Може би ќе сакаме да размислиме дали културата во која живееме се сменила од онаа во која што се родил идеалот на ментално автономна, самоопределувачка индивидуа. Универзалната декларација за човекови права од 1948 година им дава на луѓето права да го потиснат културно развиениот идеал за да се биде автономна индивидуа, според Зуборов од 19-та година. Сепак подемот на неолибералната пазарна економија создава едно општество кое почнува да ја подкопува способноста на луѓето да се самоопределуваат. Веројатно сега постои веќе продзевачки јаз помеѓу правото на самоопределување, самопотврдување и капацитетот да се контролираат општествените поставки, што го прави таквото самопотврдување остварливо. Не само што може да опаѓа способноста за самоопределување, туку и желбата за мисла сама по себе. Джейкобс од 2018 година прави едно истражување за тоа колку релативно малку луѓе сакаат да размислуваат. Размислувањето не мачи и не заморува, тој вели на страна 17. Има и докази за ова, има различни експериментални докази во кои 15-минутен индекс им се дава и на мажи и на жени да размислуваат или да притиснат копче со електроди. И верувајте, колку далеку сме стигнале во централноста на мислата на човековиот живот, како што нагласија основачите на Соединетите Американски држави и нивните најистакнати суди од Врховниот суд, кога повеќе би сакале да се измачуваме, отколку да размислуваме. Дали повеќе би сакале владите и корпорациите да го прават нашето размислување наместо нас, со тоа што ќе ни служат предвидување и поттикнувања за ние едноставно да ги следиме. Во оваа насока се појавуваат и други прашања, дали се претворивме во култура на контрола, според Гарланд 2000. Дали повеќе сме водени од желбата да се спречи ризикот, отколку да се зачува слободата? Дали интересот на надзорниот капитализам да бидеме предвидливи наместо слободни влијае на нашиот поглед на себе и на цензурата на мисла? Ова треба да ја поттикне јавната дебата за слобода на мислата и слобода на говорот на фела, како интердисциплинарни разговори помеѓу адвокати, невронаучници, психолози, филозофи и оние кои што работат во технолошките индустрии. Општеството треба да биде структурирано за да ги охрабри и поддржува граѓаните да може да размислуваат во различни дебати, приспособувајќи ги аргументите на Балкин, кои се однесуваат на слободата на говорот. Постои потреба да се тргне од едноставно разгледување на судска заштита на правата на слободна мисла до поширока имплементација на она што може да го наречеме слободни мисловни вредности во структурата на општеството и неговите институции. Во едно време сиромашно општество во кое се дури и мислењата треба да се испорачаат по барање, може да прашаме каде е моментално просторот за размислување. Ова го поттикнува правилото за размислување. Мислата за правило на разумот бара време и напори, оттука ризикува да стане привилегирана, како што вели Вирџинија Волф. 500 годишно значат моќ за размислување. Владите треба да им дадат на своите граѓани алатка и време за размислување, што тие се должни да го според позитивниот аспект на самото право. Како што беше забележано и во Врховниот суд на Соединетите Американски држави, без можноста за спокојство и размислување, слободата на мисла станува смешна фраза, а без слобода на мислата не може да има ниту слободно општество. А сепак размислувањето е исто така заеднички процес. Судбината на слобода на мислата не е само во владините раце. Тоа зависи и од граѓаните. Мора да ја цениме слободата на мислата, мора да бидеме храбри, бидејќи менталната автономија има своја цена. За да се дозволи слобода на мислата, мора да се прифати одреден степен на ризик. Земјата на слободните, како што треба да биде и оваа, мора да биде и дом на храбрите, како што е овој. Според тоа, судбината на слободата на говорот зависи од владината поддршка и од поддршката на народот. Ако колективно се сопнуваме во одбрана на човековото право на слобода на говор, суштеството што повторно ќе застане на нозе можеби нема да биде препознатливо за човештвото. Алудирам, пратеници, ова законско решение е неизменето, некоригирано, нецелосно и прави рестрикција на мисловниот процес. Можеби сметаме дека во плеадата на закони кои што поминуваат низ парламентот ќе помине и овој незабележано. Кога тогаш законот ќе застане на свој нозе меѓу јавноста, очекувам
новинарската фела да го разгледа уште еднаш и да ги даде своите критики, како и целокупното општество. Ви благодарам.